Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Вечерва повторно дебатираме на актуелна тема. Дишете со полн капацитет, но дишете под маска, бидејќи загадувањето не исчезнува. Иако се чини дека малку се надишавме чист воздух и издивнавме викендов, малку се расчисти загадувањето, сепак оваа тема заслужува да ја држиме високо на листата на медиумскиот интерес и на граѓанскиот интерес, затоа што не може да се остави тек така на 1-2 дена, па повторно до следниот пат кога ќе имаме високо загадување во главниот град на Република Македонија. Токму затоа вечерва во студиото ќе разговарам со луѓе кои што се засегнати, загрижени и имаат што да кажат во врска со загадувањето. Велам добро вечер за доктор Мими Кимовска Христова, педијатар. Добро вечер, вие сте и поддржувач на сите коалиции, како што рековте, граѓански асоциации кои што се борат за почист воздух во Македонија. Добро вечер, благодарам на поканата. Така, со нас се и две мајки. Зузуровска Билјана, ако не го погрешив презимето, се извинувам, и господја Сухарева Тамара, две мајки загрижени родители кои што поради сета оваа ситуација и вие го кренавте гласот да се направи барем нешто, ако ништо друго за децата во овие периоди додека не го прочистиме воздухот. Добро вечер, велам и за доктор Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје, човек кој што се бави со оваа проблематика долги години, а еве и сега се чини ние новинарите така велат и во нас е малку вината што кога е нешто жешко постојано ви стоиме над глава, меѓутоа ова е тема која што задржува, треба да се држи. Точно. Во континуитет. Добро вечер и за вас и благодарам што се озвавте на поканата. И добро вечер велам за господин Драги Змијанац од детската амбасада Мегеши, исто така поддржувач на буквално сите асоциации граѓански кои што се борат за почист воздух и здрави деца. Така. Ајде да започнеме од доктор Мими. Родителите се чини дека се најуплашени во целата оваа ситуација, иако нормално загрижени сме сите ние граѓани, но дечињата едноставно ни се чини оставени на милост и на немилост, не знаеме на која информација да веруваме. Имаат ли воопшто доволно информации граѓаните според она што гледате вие во вашата секојдневна комуникација за загадувањето? Е претерана оваа паника или не е? Бидејќи лесно е да се направи паника, нели голема? Да, би зборувала и како лекар, но и како мајка. Најпрво да кажем дека оправдана е паниката. Деновиве 3 дена веќе имаме чист воздух, благодарени веројатно на временските услови, меѓутоа се чини дека во последно време порасна свеста и кај населението, и кај вас новинарите. Мислам дека обративте многу поголемо внимание во последно време на целата оваа проблематика, бидејќи ние како борци за чист воздух сме веќе присутни 5 години во Скопје и во Македонија, во разни граѓански, невладени организации нормално и здруженија. Оправдана е паниката, бидејќи на вистина чистиот воздух, оно што ние го дишеме овде во Скопје, некаде рамно на оној од Пекинг, Индија, нели избивме на прво место. На прво место бевме, да. Така, како најзагаден град во светот. Ако тоа не е оправдана причина да бидат мајките и сите, мислам, родителите пред се и целото општество загрижени, јас не знам која друга би била. Политиката овде не би требала да се меша, ниту институциите. Институциите нормално, како по некоја навика, кога се прозвани, се обидуваат да се бранат, иако ова не е работа за која што треба да се брани, никој никого не напаѓа, него дајте да видиме има ли решение и кое е решението. Вие двете како мајки одлучивте дека доста веќе молчење треба на некој начин да покажете дека и вие сте загрижени за вашите деца, поддржавте она иницијатива за распуст на децата, така да не се пушта децата во училиште додека трае цела ова ситуација. Еве како мајка, кои други алтернативи ви стојат на располагање и зошто еве велат, зошто децата седат дома, што ако се дома? Па вака се, јас прво сум мајка на едно дете на 2 деца, меѓутоа едното дете ми е со астма. И во овој период од годината, поготово кога е зголемено загадувањето, моето дете е ностоп терапија. Кога се случија сега овој период, по првите напади во октомври месец, кога отидовме на лекар, пулмологот прво што ни рече сте требале порано да дојдете да почнеме со терапијата порано, пред да почне загадувањето. Искрено, мерките. Јас моето дете го пуштам со маска во училиште. Дома набавивме прочистувачи, веќе 3 недели 4 како што сме со прочистувачите. Терет на буџетот нормално. Да, маски се набавуваат ностоп. Уште од ланската година, моите деца со маски идат во училиште. И искрено да ви кажам, ми дојде една слика многу малку да кажам болна, кога во училиштето ги изнеле надвор децата во некоја библиотека подвижна имало
и ги сликале, наставничката ни праќа слики нели на овие мреживе социјални да ги гледаме. Моето дете беше само со маска. Значи сите деца внатре, а само моето дете и сега после кога го прашав, па викам мамо, Веројатно му е непријатно душичка. Никој мамо не носи маски, само јасно сам маска. Сега оние знаат и состојбата на моето дете и се обучени во на некој начин, нели да знаат ако ги изнесуваат надвор, обавезно маска да му се стави. Решението. Треба да се направи нешто. И ние што можевме, што беше од моја страна, нели јас направив. Очекувам барем во училиштата да се набават прочистувачи, можеби. Јас во моментов, ако ништо друго, во моментов стварно некој порадикални опции, тоа треба најверојатно владата, али не знам кој да ги донесе. Денеска случајно што прочитав, затоа што во еден Иран, минатата недела загадувањето достигнало PM2,5 частичките достигнале до 185 микрограми значи, на кубен метар. Помалце, 3 пати помалце од кокаинот. И, значи, ја покрај препорачаните мерки, имаше мерка и децата во училиште да не одат тој период. И добре. Тоа го направи официјално. Да, официјално. Значи, она што револтира, предпоставуваме дека не гледаме нешто, гледаме само некои изјави ке. Не гледаме нешто, еве во моментот предпоставувам дека тоа е она што најмногу револтира, посебно народите. Да, многу значи револтира. Многу сме загрижени. Еве јас сум, да речам, нова во улогата на мајка, имам 2 мали дечиња. Едното ми е 1 годинка, другото ми е 3 години. Лани бременоста помина во загаден воздух, значи стварно се грижав за здравјето како јас ќе го родам тоа дете. Да, другото го чував дома, не го пушта во градинка. Тоа беше една од причините. И стварно сум изреволтирана што досега никој ништо не превзема. Ова не е од оваа година. Јас не очекувам дека нешто стварно магично ќе се случи, дека некој ќе тропне со рацете и ќе ја реши работава, да. Ова е години наназад. Баш се навратив по постовите, читав дека и лани беше до 900 и кусур. 1200. Да, 1200, да. Микрограми на метар кубен. Периоди, да. И тоа не било аларм. Сега сум јас посвесна дека девојчето почна да ми оди во градинка. И станав многу посвесна дека стварно е проблем. Значи, ние имаме 15 минути пешки до таа градинка. Ја на 3 годишно дете му става маска, прво не сака да носи. Имавме период да се убедиме зашто тоа е така. Вториот период беше мамо зашто јас носам маска, другите не носат. Значи, на толку малечко детенце јас да му ги објаснам овие работи. Стварно е страшно. И дали сметаш дека имате доволни информации како родители за тоа што е всушност најголемиот проблем ке загадувањето, бидејќи сите зборуваат загадување. Така, да. А јас сметам дека се уште една рекла казала, еве сега почна лекарите да кажуваат точно што е проблемот, што има во воздухот. Претходно така, да. Претходно сме се информирале, јас конкретно преку интернет. Значи, исто се апелирам и до сите медиуми, фали на вас што не поканивте, и до сите, значи, оваа тема треба постојано да се збори, постојано треба да се врши притисок без разлика кој е на власт, а не само да чекаме да дојде зима и тоа се проблемите, и тоа ние се гушиме и тоа умираме, значи преку цела година треба да се зборува. Значи, и многу родители не се информирани што значат тие загадувачи во воздухот. Еве ние со мајки се дружиме и има реакции како па добро, да моето дете јас си го пуштам надвор, не е проблем, значи не осеќам ништо. Значи треба да разбере дека ние тивко умираме, треба некој друг да излезе, не ние да одиме на протест, треба да излезе министерството да си и да вршат каже работата. Ова е елементарна непогода. Значи останете дома, ќе ги затворим училиштата. Не знам, 2-3 дена. Стварно не знам, вака излегува, ние самите се информираме, ние самите читаме, ние ставуваме експерти за животна средина, експерти за прочистувачи. Значи буквално треба ние во секоја тематика да навлеземе за да знаеме што да правиме. Дали сте добро информирани или не сте, не можете да верувате. Доктор Ревен, Институтот за јавно здравје работи на оваа проблематика долги години. Ви се слушали гласот како експерти, прво колку имате комуникација со институциите, биде сепак вие можете да кажете, но на нив е палката да кажат да, ова не. Да, еве, судејќи по овие изјави, нас не ни се слуша гласот. Најпрво да се извинам на оние кои што ги гледаат сите телевизии, бидејќи овие денови поприлично бев на телевизија, луѓето мислат овој сака да се експонира, меѓутоа очигледно има се уште простор да за се даде одговор, информирање. така. Посебно ми беше драго што ќе биде ваков составот на соговорниците, на родители, оние луѓе кои што посебно се загрижени за највулнерабилната група, онаа која што највише страда И кај кој на нас сите да ги еколошки заштитиме. хазарди, а и кај аризоговento посебно, затоа што имунолошкиот систем е недоволно развиен, затоа што тие се покрај другото тие се политички немоќни, ние за нив се зборуваме. Така. Нив никој не ги прашува каква животна средина сакаат или каква ќе имаат. Така да од одлуката на возрастните Зависи нивната иднина.
Така да, очигледно дека малку ни се слуша гласот во јавност, ја десетина и повеќе години излегувам без малку на сите телевизии да кажам, дури некои награди ми дава невладините. Меѓутоа, очигледно тоа, мене ми е битно да дојде до граѓаните. Има денеска и социјални мрежи, меѓутоа има и доста луѓе кои што сите различно Има и дезинформации, да бидеме реални. Некои луѓе сега се промовираат со овој проблем на аерозагадувањето, кој ќе помине тој проблем, они ќе престанат да се експонираат. Поише загрижува тоа што кај оние кои што треба да превземат мерки очигледно не допира гласот. Улогата на институција за јавно здравје во сите земји е таква да биде на некој начин Алармот. советник на политиките во областа на заштита на животна средина, респект на здравјето, и тоа советник со аргументи. Да. Ние во овие години направивме многу податоци кои не беа присутни во регуларната статистика, во кој покажавме дека имаме високи показатели и за смртност на населението, и за заболувања на населението хронични, и кај децата исто така, кој што повторно е еден проблем, индикаторите, тоа е статистиката. Дури правевме економски анализи, кај што кажавме колку си економските штети, меѓутоа очигледно чим нема мерки, случајот се повторува од година во година, некако да се заташка грејната сезона, после тоа, тогаш кога треба всушност да почне. Сега не може да правите мерки. Не може сега веќе. Кои мерки сега ќе ги Тоа се прави правите? на Некој лето. паркинг да бил поскап, не знам, нека улица да биде затворена. Тоа е шминка, тоа мислам не може да пројде веќе и кај најнеинформирани луѓе. Значи, радикалните мерки се прават цела година, се кажува на населението за колку време они може да дадат резултат, се објаснува дека овде имаме прилично и неповолен метеоролошки, географски локалитет кој што не може да прими веќе други загадувачи. Луѓето се очигледно само загадувачи. Значи има многу мерки кои на назад се погрешни, али сега може да И почнат. непопуларни, но мерки што мора да се направат, а никој не сака да преземе тоа да се ги направи. социјално болни мерки, некои категории ќе страдат, за жал повторно ќе има нееднаквост, еве некој може да купи апарат, а некој не може да купи Некој не апарат. може така. Маските исто така ќе биде проблем. Некои компании се ќе начекаат одлична можност за профити. Меѓутоа, ако видите во една држава дека маските се решение, не само што е грдо, точно, носењето на маски е една грда Не е слика лично за едно така. општество. Тоа исто така и грда слика за самото општество, значи тоа ништо не постигнало. Не сме успеале да решиме. ќе прави некои алтернативни мерки, ги века, маски и овие пречистувачи. Ако дојдеме до маски и пречистувачи, онда општеството кикснало фактички е поразено. Нема таква држава. Има држави многу побогати, па маските се во некакви инцидентни случаи. Кај нас, ако има време да зборуваме за маските, очигледно ќе биде дека во овој период, кажувајќи им на луѓето, не очекувајте ова зима подобар воздух, дајте привремено со маски или со пречистувачи или можеби со отсуство од училиште. Отсуство од училиште ќе кажете ве подобро, не е наивна работа. Се испушта и градивото. Значи се испушта материјал. Према тоа може ќе отсуствуваме 2-3 дена, ама ова нема да престане за 2-3 дена. Така да очигледно ова што кажа, да се вратам на прашањето, нашиот глас за жал не се слуша. Многу повеќе се слуша во странство, се јавуваат колеги, прашуваат што е тоа кај вас. Презентираме такви наоди. И тука сме презентирале, кога имало презентација, никој не доаѓа од што велам ја, од големите глави. Пуштаат некои помошници. Кај нас е централизиран системот на одлука. Ако не ви дојде министер на презентација, изгубена е работата. А тие ќе дојдат 5 минути после да си одат. Онда ќе изгубат. Толку за да бидат слика, тоа не се би да бидам безобразна. некои проблеми со тоа, со недоволното слушање на нашиот глас. Так. Она што загрижува во оваа работа, што години наназад, не е ово од сега, како што рековме, значи минимум 15 на години наназад, сите влади, сите министри, никој не сака да си земе на себе на грб ризик да ги спроведе овие непопуларни мерки за кои што зборуваме. Меѓаш испрати официјално соопштение, повика на малку поголема свесност кај институциите, доколку нема што да направат, барем децата да ги заштитат во овој период. Што можете да направите, освен да креваме галама ние новинарите или вие, очигледно е дека треба малку да се стиснат институциите. Можеме институциите. многу, само тоа зависи од свесноста кај граѓаните дојде на едно критично ниво. Можеби не толку свесноста колку здравствените проблеми кои ги трпат и родителите и децата. Тоа ќе биде еден многу мобилизирачки, потикнувачки фактор да го кренеме глас. Само треба да одбереме форми на кој начин ќе ја притиснеме со политички притисок актуелната власт, локалната самоуправа, загадувачите, фабриките, индустријата се обраќаат и се друго што не загадува, па и домакинствата. И граѓаните граѓаните со возилата, секако и домакинствата. Так. Оно што сакам да кажам дека ова не е нашата реакција не е прва,
минатата година се сеќавам баш на нова, кажавме дека правото на живот на децата е доведено во прашање и дека ќе го мобилизираме меѓународниот фактор, кај што ќе кажеме дека Скопје е гасна комора, дека има токсичен воздух, дека правилниот раст и развој на децата е доведено во прашање. И токму затоа ми е многу драго што и родителите се тука и лекарската фела за да кажат какви се последици децата трпат во раниот детски развој. Ние на 21 септември направивме еден мирољубив марш, каде што го мобилизиравме граѓанството со јасни пораки. И тогаш дојдоа многу политичари, тоа беше предизборна кампања, кај што беше многу интересно да дојдат, да се заветат. Не знае дека заветувањето значи политички притисок на тоа што го заветиле, треба да го исполнат. Дојда многу началници, подпишаа дека ќе се залага за платформа за чист воздух. Сега ние вршиме притисок. Бевме присутни пред владата пред 2 дена со јасна порака дека не можеме да ги чекаме, долго време траат тие краткорочни мерки кои уште не можеме да ги видиме. И со протести, бојкоти, блокирање на улица или разни други форми на герила акција, па ако треба и перформанси од денс театри, каде што децата буквално ќе демонстрираат што се трпат под загадувањето на воздухот, ќе им дајме јасна порака на донесувачите на одлуки дека состојбата е далеку од алармантна и дека Скопје беше на прво место. Ја мислам дека 3-4 града 3-4 дена беа на прво место и неколку града, значи не е само Скопје, и Битола, Кавадарци, Тетово, Куманово се исто така би рекол под обсада на загадувањето, аерозагадувањето. Маските повеќе би ги дефинирал како начин на демонстрирање, не само превенција, демонстрирање на алармантноста на состојбата, а родителите, мајките кои ние ги поддржуваме, не дека ќе ја реши состојбата со тоа дека децата ако се дома нема да страдат од загадувањето на воздухот, затоа што тоа ќе биде помалку отколку ако се во училиште, но тие треба да патуваат до училиште. Нема сите родители возила, нема сите родители можност да им купат маски. Значи, јас повеќе го гледам како нивен револт, бојкот, каде што јасно кажуваат... Безбедност, друго е да ми е детето дома, нели ќе се грижам за него, прочистувач, ова... Во нашата реакција, во петокот, ги попоменавме и Министерство за труд и социјална политика, и Министерство за образование, и владата на Република Македонија, и локалната самоуправа, дека родителите се загрижени. Имаат лични проблеми, не само родителите. Пред се децата, нивните деца, значи, тие последици кои они ги трпат, а секојдневно граѓаните се информираат, дополнително ги вознемирува. Ние сме доведени во ситуација да се иселуваме од Скопје како не само екоцид, него имаме еколошка миграција на луѓе кои бегаат од Скопје за да се спасат. Не можат сите да си платат зимување од 15-20 дена за да можат да дишат или не можат сите да си платат такви уреди на прочистувачи во своите домови. Мислам, социјалната структура на населението е загрижувачка и кој има пари, а плюс, како што кажа докторот, и профитот ќе си дојде на дневен ред. Така да јас оваа иницијатива на граѓаните, мајките, не би ја дефинирал никако партиска, политичка. Не може да има политика во воздух. Никако наводни мајки, никако реално шоу, едноставно имаат реален проблем и луѓето од своја лична загриженост реагираат. Јас така го доживувам тоа и тие навистина се револтирани, бараат итни мерки, краткорочни итни мерки. Ние членуваме и само да ви кажам. Нека излезат со било што, нека излезат со 10 годишен план да знаеме дека некој нешто работи. Еве нека речат на формирана екипа, тој доктор, овој доктор. Првата детска амбасада членува и во два коалиција за чист воздух, каде што постојано врши притисок со мерки. Ние подржуваме Скопје смокалар, Скопје бара чист воздух. Значи разни форми. Во овој момент се само организираа мајките, ги подржуваме и ние. Најлегитимно. Значи на последната моја изјава пред владата кажав сите иницијативи за чист воздух и заштита на здравјето на децата, првата детска амбасада во светот Негеши се заветува, ќе ги поддржува. Затоа што само со граѓанска непослушност, граѓански активизам мора да се изврши притисок, да бидат будни и мобилни и да се ја завршат работата за што били изгласани и граѓаните им ја дале довербата. Так, доктор Мими, сакам да зборуваме, еве пред да одиме на тоа, ние со доктор Драган зборувавме дека да немаме илузии дека ова ќе се реши годинава, значи денес да се почне со најригорозни мерки како беше нема да. Вчера. Рековме и правени се анализи. Со обраќај да се сопре 10 до 20% ќе се намали, а на овај концентрација тоа не е ништо. Значи, затоа мора постапност, мора и сите аспекти, тоа е многу интерсекторски аспект, мора да се види
све тоа струка. Знаете што е проблем? Овде се импровизира и се мисли дека секој може да зборува за аерозагадување, посебно кај политичарите. Значи, сите овие акции се дел од одредена струка. Например, овој природниот феномен. Имаше луѓе, јас сум читал и денеска ги повторија пред 15 години, наши иноватори кои што кажува како да ја разбиеме маглата. Затоа што видите, ако се разбие маглата... Конкретен патент кој што е во филка. Ево видовте овие два дена. Кога се разби маглата, ние понатаму ги имаме истите загадувачи. Само сега немаме феномен кој што ќе ја држи целата маса. Сега велате функционира. Ајде пробајте го, да видиме дали функционира. Значи нешто што може исто така на пократки стази да даде резултати е справување со тој природен феномен. А ова другото, оние сите краткорочни, долгорочни мерки, тоа ставање под тепих некаде до февруар, март да издржиме, после тоа ќе заборавиме, мислам дека веќе е доста. Иначе исто така да коментирам ова апропо политичка конотација, мислам ниедна власт нема кредит да стимулира вакви протести. Бидејќи истата таа власт, ако мислат на претходната, направи хаварија во овој систем. Така да не може ова се да обвинува некоја друга власт, таа нема кредит уопште да излезе пред граѓаните. Ова зеленило тука што е уништено, знаете колку абсорбција на загадувачки материи, колку капацитет за чувство на некое здраво живење ни е одземено со тоа што ни е земено. Градењето, начинот на градење низ Скопје. Ова дива урбанизација. Вие велите се одлива населението. Меѓутоа како се одлива од една страна, од друга страна влегуваат. Значи влегуваат, ќе бидат известно време на аерозагадување, па ќе си одат. Значи Скопје доаѓа како еден токсичен тунел во кој што излегуваат едни, влегуваат други, а кој највише страда, тоа се децата. Значи, така да не гледам дека воопшто има простор за некаква политичка обојност. Ова е сериозен проблем, токсичен, канцероген, смог, да дозволиме да се ставиме во ситуација да се браниме. Ние треба да видиме да атакуваме за промена, за некоја промена која нас ќе ни гарантира здравјето дека ќе ни биде обезбедено. И со устав децата имаат право на живот, имаат право на здрава животна средина. Нема за тоа компромис, за тоа има општ консензус кај сите граѓани. Све е тоа аргументирано, документирано. Тука нема импровизација. Не може ни еден градоначалник сега да го тоа каже дека е политички, него треба сериозно да се зафати со веројатно во кампањите имало и ветувања. Не, јас велам точно, навистина е рано, навистина се само сигурно, да. Навистина може. И не треба лично така да се сваќа, треба да се преземат мерки. Нема таа струка, но има луѓе кои што знаат. Никој не ги користи тие луѓе. Тие повторно се врзуваат со своји групи на така наречени советници. Сите имаат советници, меѓутоа меѓу тие советници 10-20% е струка. Све е импровизација. Знаете што, ако овие наводни мајки имаат наводен проблем и наводно се инструментализирани, ајде да кажем има некаква конспирација во целата ситуација, но овие ако реални мајки имаат реален проблем и во таа реална група се здружиле за да демонстрираат, бојкотот, како што кажав, ја го доживам како начин на демонстрација, револт. Дека е време нешто да се направи. Не дека ќе го реши проблемот, но тој начин на манифестирање на една граѓанска непослушност едноставно е право, никој не може да им го забрани. Кај нас се извртени работите, денеска се протестира за се и за се што и од секого и сега нели па малку работите се доведени, се избегани, а кога се работи за ваква работа мора сериозно сите да сватиме. Сите сме во ова Скопје, никој не бега. Значи немаме каде. Некој фала Богу. Не е само Скопје, другите градови, да не критикуваате другите родители. Значи ова не е протест, ова е бојкот, ова е револт, ова е да не слушнат тие што треба да не слушнат, што сме ги избрале. Значи ние сме гласот на нашите деца. Ние кога станавме родители, значи се задолживме дека ќе работиме само за нив, ќе ги чуваме. Тие не знаат нас да побараат од нас возрастните. Ние сме нивни представници. И мораме да застанеме сите заедно, да не слушнат. Нас не е јасно дека тоа не може да се реши. Така, посебно кога сте немотни, нема што да направите. Сите еднаш конечно да се здружиме. Веќе во Иран и во други земји функционира, значи сигурно властите процениле дека се доведе и ризикот на децата и нивното здравје под прашање. Ајде кога сме кај тоа, доктор Мимиреков, ајде да им објасниме, вие сте педијатар, ајде да им објасниме, има мајки кои што знаат, има кои што не знаат, има кои што стравуваат. Кој е проблемот со ова загадување кај децата? Кои проблеми може да се јават, кога е алармантно што да забележат кај своето дете па да побараат лекарска помош? Не знам дали е тоа гушење, дали е хрчење. Сега и период на вируси и грипови, па малку е тешко и да се разпознае дали е нешто во содишењето или пак е можеби од вирусче или од грип. Што можеме со овој да им дадеме на мајките? Кои се ризиците од сето ово? Така, слушнав пред малку Тамара кога рече бев бремена со детето и стравував за плодот. Нормално. Значи, знае да почнува тоа уште многу поодамно, уште од формирањето на плодот. Многу студии се направени и веќе неколку пати зборувавме на оваа тема дека предвремено раѓање
раѓање на деца со мала гестацијска тежина, понатаму разни конгенитални аномалии, тоа почува веќе уште во утробата на мајката. Таму уште делува тој токсичен воздух кој што ние го дишаме. Како што расне детето, во првите 3 години е највулнерабилно можеби, оние први 3 години. Тогаш созрела. Тогаш и респираторниот систем не е зрел, не е доволно зрел, не може да одговори на сите атаки што ги доживува во тој период, а посебно на вакво екстремно аерозагадување како што го имаме сега во моментов. Значи прво, оние популарни ПМ честички 2,5 и 10, многу пати ги зборувавме како атакуваат на респираторниот систем, едните заглавуваат во него, другите поминуваат дури во крвотокот. Сега оние кои што со кои што се обидува нашиот респираторен систем да се бори, тие ќе доведат до разни манифестации, пред се до она што го видите вие гушање, значи децата имаат постојани настинки, зошто? Бидејќи го ослабнува респираторниот систем комплетно како систем, значи имунитетот негов, дишната функција намалува, дишната резерва намалува, капацитетот на дишењето и нормално се оние познатите обструктивни болести, значи бронхообструкциите, влошување или појава на астма. Поточно еве сега Билјана кажа веќе, кај оние деца кои што веќе имаат астма, сега имаат веќе имаат многу поголеми проблеми и имаат големо влошување во однос на таа симптоматологија. Во однос на останата симптоматологија која што го погодува и целото население, не само децата, веќе и во други емисии, како што рече и професор Ѓоргов, сме зборувале, значи внимавајте, оно кој што ќе навлезе во крвниот сад, значи PM2,5 частичките ги оштетуваат крвните садови. Ако приметивте, не знам, можеби е коинциденција, денови има многу мозочни удари, многу инфаркти, значи доведуваат до мозочни удари и инфаркти. Но водел е отворен во детската болница. Во детската болница Коза веројатно ќе каже директорот тамо, како што може да каже и од детската болница, и од клиниката за детски болести од мојата клиника, од кај што доаѓам практично нашата директорка, затоа не би разговарала, меѓутоа знам дека има многу деца, премногу деца болни, да не кажам дека таа е на бројка од 70-80% во моментов имаат различна симптоматологија, која што ние веројатно ја препознаваме или не. Ги напаѓаат лесно вирусите и бактериите, наоѓаат подлога, тло на таков оштетен респираторен систем. И сите деца се практично болни. Еве пристап како може да направиме, значи педијатрот кажува последици. Само уште една последица пред да дојдете до овако, колешката ја кажувала и порано, сега не смееме да заборавиме, посебно УНИЦЕФ сега излезе со една собрана студија за такви епидемиолошки наудите, влијанието врз мозокот. Рековме во тие први 3 години, 1000 дена, има развој на мозокот, раскинување на тие нервни синапси таму и сериозна можност за оштетување на интелектуалниот развој на тоа дете, за да после кога ќе дојде презентација на тој интелектуален развој во предучилишна, училишна возраст, тие генерации да почнат да бидат нееднакви со сопствените врсници надворот. Значи правиме голем хендикеп, значи еден хендикеп генерација правиме се со намален коефициент на интелигенција. А доцна ќе биде после 15 години да речеме ова е поради тоа што никога што не го врзуваме со екологија. Тоа е жалното. Многу болести, смртни случаи ги врзуваме со нешто друго. Многу битно, последиците ги дефинира. И сега што се случува? Донесувачите на одлуки не доведуваат во ситуација да не навикне на состојбата со PM10 и PM2,5, да го толерираме 300, 400, 500, 300, 400, 500 милиграми на метар кубен као нешто нормално. Ние вршиме притисок прагот на алармот да звони кога ќе биде максимум 75, а не да чекаме 150, 200, 300, 400 или 1200 во февруари или минатата година. Бидејќи 50 е минимумот кој што е над 50 веќе максимум. И сега што се случува? Преговараат со нас затоа што знаат дека не може да исполнат таков максимален праг. И тука сме веќе најдени во ситуација да немаат избор, зашто знаат дека не може да го решат проблемот. Ова не е за преговорите, ама немаат волшебно стапче. А континуирано на среднорочни и долгорочни патеки може да се спушти прагот, да биде нормално со 50 микрограми PM10 на метар кубен и тоа да биде за нас благосостојба во зимски услови, не зборам во летни услови. Вие кога ќе видите Лазарополе дека има само 3 во мој воздух, која е разлика меѓу Скопје со Добро, географската положба на Лазарополе, ама не е само географската положба на Лазарополе. Има некојаш феномени кога од денес станува воздухот така доста често.
Има тикови најчер кога одеднаш се качува прагот. Некој согорува Так, некаде, околу па 7 идат часот. бригадири, 19. идат луѓе на лице место да ги детектираат согоровачите на разни отпади. Лошо е што е оставено на нас да шпекулираме Ние од сега, каде ние сега треба да одговор. се дали во Дрисла има ваков отпад или таков отпад. Некаде Шерол Холмс да се да играме, мислам буквално. стварно не Меѓутоа, е. едно не е шпекулација, а тоа се калкулациите правени по меѓународни стандарди, Што дека е ако дозволено како дојдеме до максимум? тие, не е дозволено. Тоа е некој највисок прак. Не е тоа препорака. Тоа е највисок прак. Препорака е нула, би Голем требало дел да европски биде. земји, през скандинавските земји, отидени се многу повеќе кон нулата, отколку кон некоја Така. средина. Меѓутоа, околу мотивот на политичарите, околу спасувањето, ние покажавме дека ако дојдеме до тоа, до европскиот, ние ќе спасиме во Скопје само околу 400 до 500 животи годишно. Или околу 1000 во државата. Значи 50% од смртните случаи. Сега е калкулациите кажува дека 2000 годишно Така е. во Македонија умираат заради аерозагадување, значи дополнително од нормалната смртна оваква стапка. Сега, значи 50... Како знаеме, докторе, дека е причина за смртта? Вие сами рековте, понекогаш не се поврзуваат работите, иако е многу Никогаш не очигледно. ги поврзуваат тие што треба да ги поврзат. Меѓутоа, научниот, стручниот свет, Светска здравствена организација воспоставила меѓународни стандарди каде што врз основа на стандардниот морталитет или смртност на населението компарирано со аерозагадувањето, потврдено во институциите за ефектот на аерозагадувањето, се добива формула во која што се предпоставува, иако е предпоставка прилично сериозно врз научни основи покажано колкав број на смртни случаи се дополнителни за Едно аерозагадување. прашање како знаеме, друго прашање кој ќе преземе одговорност за 2000 луѓе годишно што умираат од како причина на аерозагадување. Исто се виновни како да ги убиле директно. Точно, они се Апсолутно, соучесници. апсолутно. Соучесници убиваат. Ако 50% се спасат, ако дојме до европски Барем норми, 50, да. ако дојме до нормите на Светска здравствена, кои што се построги од европските, 80% од овие луѓе ќе спасиме. Зар тоа не е доволен мотив некој да 80%. почне сериозно да превзема мерки, без оглед кога тие ќе дадат резултат. Само луѓево, родителите чекаат да видат дека мерките се сериозни. Се договоривме кои ќе се превземат да се мониторираат на секој месец до 2, да се видат дали има резултат. се исполнува, Да се дава отчет на населението како оди тоа превземање, што е тоа, а не вака делуваме сите конфузно и чекаме да помине сезоната, бидејќи ние тешко да носиме направиме со- редукција на така. сообраќај, тешко ние да се справиме со проблемот на грејењето, кој што е социјален проблем, али кој што е решлив, можеби ќе чини. Тие велат, дајте мерки, ама да не бидат толку скапи, така велеше претходниот градоначелник. Нема такви мерки. Прво, поимот скап е прилично релативен кога се работи за живот, 2000 и за луѓе, деца. да. Што е тоа скапо? Посебно што, кога покажавме повторно со други студии, дека само здравствените ефекти, лечењето нивно, отсуството од работа, отсуство од донесе училиште, отсуство на родителите, тие суми се еднакви на правихме што на се даде. калкулација на пропаднатиот референдум за трамвај во Скопје. Било скапо. По околу 600 милиона ние губиме само за тоа. Така, гасот во Скопје и така натака. Оваква електрификацијата на сообраќај или некои еколошки други мерки кои што наводно биле скапи. Она што е проблем, нели, политичарот сака веднаш, не. Можеби јас сум кажал, можеби некој друг политичар Ќе ти го биде земе тогаш кредитот, но кој ќе не е падне, битно, да. како што паднало во Човечки некој ќе знаеш градове. дека ти си почнал и Ама дека тоа го веќе правите се за сериозно. нели сте за граѓаните. Вие сте службеници на граѓаните. Вие За не сте вашите деца, и некој за кој што ја собствените, поседувате да. државата и И за општината. собствените деца, така е. Тоа е проблемот Јас што уште немам деца со самото тоа во мојата професија, ако почнам да зборам утре на своето едно дете, ако даде Господ му помагам, за да не дојдеме до ова. Што очекувате? Очекувате ли од ова? Мислам, јас разбирам дека како мајки нели е револтот, меѓутоа, ако не го испратите вашето дете, ќе добие неоправдани. Па ако е тоа еден ден, 2 дена, 3 дена, ќе се јави директорката. Не дај Боже, ако ова упорно го стискаат, па сега да се јавуваат политичарите на наставничките да не дозволуваат децата да одат, ќе бидете прогласени за државен непријател број 1. Да. Сега што очекуваме? Јас примерно очекувам за во среда на 20, значи што поголем број на мајки да ја поддржат оваа иницијатива. И татковци може да се. Добро, И татковци, родители. родители. Одговорни родители. Да, што поголем број на одговорни родители да се приклучат кон оваа иницијатива. Значи, како што кажа, не очекуваме ние одма некоја мерка дека ќе се превземе. Него дајте да видиме, мене знаете што ме изиретира? У мерките што ги изјаснија, ги кажаа сега градоначалниците, ги немаше никаде спомнато децата. Нели само беше она
Ставете маски, седете дома, бремените жени да не да останат дома, повозрастните да останат исто дома. Меѓутоа јас не ги видов никаде децата дека се спомна. Последните што ги извади. Да, значи, немаше никаде мерка за деца во што да се превземе. Не само тоа, еве препорака бремените жени кога седат дома, ајде оди кажи му на газдата ако си овака ги ти рече чекај бе, јас имам работа, значи тоа треба да биде малте некако. Добра забелешка. Не, јас на примете, значи имаше задака бремените жени постарите, морам да нели? кажам како да видов дека се преиспитува, ќе ја следи состојбата. Точно така, министерството рече дека да, дека е влошена состојбата, ако се создадат услови дека ќе прогласи предвремен распуст. Минатата недела Иако кај нас состојбата без краткорочни така. мерки, со работа на среднорочни и долгорочни во континуитет, можеби распустот ќе трае во вонредни околности подолго, бидејќи навистина за мене лично Па од нека се продолжи 75 годината микрограми на метар кубен PM10 за мене е вонредна состојба. Па ја не знам дали сте приметиле. Значи не треба да чекаме повеќе од тоа. Јас не знам дали сте приметиле, случајно пролистав низ тоа мој воздух, значи ние и во јули, и во август, и во јуни имаме загаден воздух. Само не го чувствуваме толку. Значи не е 400, меѓутоа е над дозволеното максимално 50. Нема топло. Иначе ние и на сред лето имаме загаден Нема воздух. грејењето, тогаш нема топло. Ама ние ја поминуваме. Високо загадување има и за астматичните деца и тогаш е ризик. Така, Значи, така, тоа така. е ризичен период, значи ние имаме двосезонско тип на загадување, во летниот период ќе доминира од сообраќајот, во зимниот период ќе доминира од грејењето. Имаше и некоја информација дека Скопјани лани дишале само 2 дена чист воздух. Чист воздух. Останатото било надвор. Сега, од тој аспект треба да видите што може да донесат вакви мерки, отсуства, затварање на училиште. Тоа не е можно цела година. Повеќе пати сум рекол, Скопје мора да функционира со посебен закон во текот на 365 дена во година. Или 365 или значи вклучувајќи и прием на нови граѓани. Добро дојдени се сите, меѓутоа нема овој простор, веќе простор за нови активности. Значи таа миграција на населението, таа дива урбанизација, тоа затварање на коридорите за проветрување, тоа дојде хазардни последици има. Тука одговорност мора, не знам. Значи, хорор е Скопје дефинитивно. Гасна комора, кажав, е тешко за живење. Самите вие рековте дека е токсичен воздух, отровен. Овие мајки тука ја ги доживам како граѓански активисти, иницијатива да направат нешто. До сега моето искуство говори дека сите структури минати на власт делуваат само под меѓународен притисок и под притисок на граѓанството. Так. Ние се заветивме дека ќе ги информираме сите членови на Комитетот за правата на детето при Обединетите нации во Женева со еден допис за последиците кои децата ги трпат во најзагадените градови кои се на топ 10 во светската листа. Ќе го мобилизираме граѓанството постојано да биде на улица ако треба, за да тие сериозно не сватат дека со ова загаден воздух. Загаден воздух. ќе одиме со маски ќе одиме, па најверојатно така ќе се чист воздухот, па можевме да излеземе. Да, но и во саботата излеговме символично со маски да докажеме дека кога е загадено реално тие маски некои луѓе не можат да. Знаете, иначе е покажано најефикасните маски се оние баш војните што се војните, тоа е па не да е грда, тоа е веќе трагично. Да, имаше еден на протестот со таква маска. Само тие велат дека се овие што имаат повеќе филтри, па имаат и плюс јаглен и така натаму. Меѓутоа не може и да се диша многу со таа толку време во половина час така. Ќе се вратиме за тоа што може сега да се направи, што е она што се очекува сега да се направи и на здравствен план и на план од институциите, но одиме на краток блок реклами и се враќаме веднаш во студиото. Назад сме во студиото, ова отворено студио вечер, оваа дебата ја насловивме "Дишете е длабоко, но под маска загадувањето не исчезнува". Зборувавме за тоа дека институциите се должни. Работа им е и ние граѓаните, посебно родителите и мајките, бараат од институциите нешто да направат. Не оние мерки колку само шминка да се направи, туку еве нека предложат, рековме, и 5-10 годишен план, нека речат 2030 година ќе го рашиме загадувањето, но да видиме ние на хартија како тоа ќе го направат, кои експерти стојат за тоа, кој лекар, кој не знам кои други експерти треба овие за индустрија, за автомобили, МВР, кој сака дека биде. Меѓутоа, ајде да видиме што можеме сега да направиме. Разговаравме, доктор Драган, дека не можеме да имаме чист воздух оваа година, треба да не веруваме дека некој било што може. Нормалните земји, ние за жал не сме таква, си поставуваат своји цели и прават стратегија како ќе дојдат тие цели. Дури ако ќе почнат, дај Боже, ако почнат преговорите со Европска унија,
тие ќе го прифатат нашиот еколошки проблем пред загадувањето. Нормално тие се повеќе загрижени за нив отколку за нас, бидејќи кога ќе излезе маглата, тогаш тој воздух патува некаде и оди надвор. Што не сакаат кон нив да оди. Меѓутоа, тие ќе го прифатат, меѓутоа од нас ќе барат, дајте да видиме таргет, до кога, што ќе намалите. Значи, до 2020-2030 има, ако имаме таква стратегија, таргет и сме свесно се обврзуваме на тоа, сите сегменти, од централна, локална власт до институции, вклучувајќи граѓани, тогаш ќе се намали аерозагадувањето. Вака ние не сме си поставили нумеричка цел кога ќе дојде намалување. Не сме направиле една спектрална анализа кога сите тие причини за аерозагадувањето ќе ги редуцираме, како и да очекуваме постепено паѓање на. Сите земји тоа го направиле, ние не сме направиле. Се уште немаме таргет. Кажува, до 2020 толку ќе намалим. 2025 се вели дека за 6 микрограми, секое зголемување за 6 микрограми ја зголемува смртноста за 10% нас. Тоа се огромни. Гледате кај нас колку тие флуктуираат. Тоа се огромни бројки. Дури овие бројки што ги кажав, можеби се и ниски во однос на што не се случува. Значи, поставување на цели е една од мерките пред да се почне. Ама тоа треба интерсекторски, не во мали кругови и не политички. Пазите, ја не разбирам зашто тоа одма лична конотација се става на тоа. Ова власт сега се штити од тоа. Тоа не е одговорност на оваа власт, е одговорност на сите власти од 90-та година наваму, кога почна отвореноста на нашите градови, кога почна дивата индустриализација, моторизација, увоз на сите возила, сите видови, никој не го тоа ограничува. Направивме социјални категории кои што сега се врзани за еколошки штетни орадија за приходи. Вие одите се на таксистите, забраните им ги овие стари возила кои што апсолутно немаат никакво проаѓање во западниот свет. Сега се слуша дека и други возила ќе дојдат од тој свет. Значи, према тоа, цел тој сегмент на неактивности во тој период, држање некаков привиден социјален мир и истовремено необјаснување на граѓаните што тоа значи за здравието на децата, доведе до оваа сега состојба во кој што викаат нема излез сега во овој момент. Во момент сега некаков нема излез, излезот е истовремено почнување на сите мерки, нема краткорочни и долгорочни. Сите мерки, ама тоа ќе го видите преку буџетите, ако општините немаат буџет, значи тоа е само привидно ветување. Мора мерки и мора буџет и веднаш кон нив. Дури во овој период сега гледавте дека Министерството за животна средина е фактички претворено во Министерство за аерозагадување. Има и други еколошки проблеми, али до тоа му се доведовме. Или здравството само сега се фокусира кон последиците од ова. Значи, немањето на осет, што рековте, немањето на слух за аргументите, ни ја отежнува можноста за сегашни мерки. Сегашните мерки, што рековте, тоа е една козметика, маските и пречистувачите, сигурно дека се некакво решение. Јас нема да препорачувам марки на овие апарати, меѓутоа треба да се знае технологијата на пречистување и во двете технологии мора да има гаранција дека овие ситни честички ќе бидат сопрени и друго дека да не бидат некој товар менувањето на филтрите, бидејќи можеби основниот апарат кошта малку, али менување на филтри ако е често тоа е дополнителен. И тогаш за повторно ќе дојме до нееднаквости. Некои луѓе тоа не ќе може да си го пријашти. Тогаш бар во тој случај државата треба да вскочи. Јас слушнав од некои градоначалници ќе се распишуваат тендери за набавка на пречистувачи на воздух во градинките и во училиштата. Има такво расположение. Некаде можеби има субвенции во маски. Тоа е во ред. Меѓутоа повторно треба сите да се сложиме дека тоа е само мерка за оваа сезона. Другите мерки, веднаш почнување, мониторирање и сите заедно, бидејќи граѓаните имаат доста одговорност. Земете ги сите кои што се возат сами во возило, кои што немаат никаков сенс да можеби го поделат возилото со некој друг, макар и да не го знаат, одејќи некаде на работа. Исто така јавниот транспорт кој што мораме да го обезбедиме ако им ги сопреме возилата, меѓутоа не оваков како што е сега. Повторно со дизел гориво и еколошки нечист. Значи, тие преметување на комунитетот мораме сите да ги прифатиме и сите да делуваме во исти правец. Тука нема позиција и опозиција. Паралелно мора да правиме политички притисок. Значи, паралелно со политички притисок со мерки... Ако постои отпор за превземање на мерките, мора да се... Значи, вака, нулта толеранција за екоцид. Тоа дефинитивно цела Македонија. Второ, јас морам да кажам дека на протестот во саботата видов активисти од претходните протести кои беа на пред владата. Дори беше многу симпатично. Значи луѓе кои беа вклучени во шарената револуција, беа дојдени пред владата, луѓе на овој последниот протест не видов ниту еден политичар.
што беше многу индикативно. Ниту еден политичар. А на маршот? А на маршот имаше политичари кои дојдоа и ни се придружија. Точно. И сега што е разликата меѓу 21 септември и 14 декември? Која е разликата? Значи, ако си искрен борец во оваа кауза, во борбата, доаѓаш и кога има протест. Протестот е генерално решавање на проблемите. Гласовите, присуството нивно и заложбите. Јас ги охрабрувам мајките, значи ја ги доживувам како соборци, будност, мобилност, фокусираност кон децата, прозивка и треба да видиме ние дежурна свест и совест на општеството. Мора да вршиме постојано политички притисок. Јас сакам да ја прашам, не сум новинар, а Анита нема ти го земам прашањето, али само да ја прашам, кои би биле мерките после 20? Дали сте размислували? Искрено, јас имав дома, значи, еден разговор со маж ми кога рече, а да се преселиме во Маврово. И знаете како некој ќе ти рече да се преселиш во Маврово, како ќе функционираме ние ова време во Маврово, сепак нели децата идеш на работа, децата во училиште, тука некако функционираш мерките. Не знам кои би биле мерките. Јас искрено минатата недела размислував воопшто да не ги пуштам децата, дури ако оваа недела продолжеше загадувањето, немаше воопшто да ги пуштам моите деца во училиште. Значи, А се плашите од санкции? Јас мислам дека сум доволно како мајка таму да отидам и да кажам, детето мое, значи, стварно има проблем, поготово по малото. Има реален проблем. Значи, јас сум си сама онака доволно оправданија во училиште да отидам да кажам, од здравствени причини. Треба да ги оставиме да имаат утре. Така. Треба се превенира на време да нема и деца кои веќе имаат последици. Че вие сте одговорни, затоа реков дежурна свест и совест. Ако имаат вашите деца последици, уште сега, а некои деца уште не стигнале до таа фаза, ние мора да превенираме да не ни се зголемува бројноста на смртноста да се дуплира, каде што веројатно најголем број ќе бидат деца. Или да се прашувам јас после 15 години дали моето дете ќе има намален капацитет на интелигенција во мозокот поради ова што се случува денес. Или да биде цело време зависно, да биде астматичар, да биде со бронхитин напад, со обструкции, со респираторни проблеми. И вие замислите да живее во еден таков страв детето цело време? Сега, моето дете јас ви кажав, значи како малце како обележано е со маската во училиште, нели влегува во училиште, излегува со маската, така. Задоволство со стојбите. И тоа е детско учество, на тој начин и децата го изразуваат својот револт. Меѓутоа, он е 6 години, ето не разбира. Он не разбира последици по здравјето. Ако се дркуваат во училиште дечињата, со маска. Морам ли сега да ставам маската? Или не можам да дишам, нели, со маската ќе му ја стави, уште од дома не излезени маската, саме не можам да дишам, не можам од маската воздух да земам. Како мало е сепак, нели, за да разбере. Сега и ние дури во саботата го однесов, нели, пред влада, саат време, седевме таму и он, ама зашто седиме тука, нели? И сега јас пак не го му објаснувам за да не ја носиш маската во училиште, за да постигнеме нешто, да направиме нешто. Значи, објаснуваме, ностоп секојдневно се објаснува за воздухот и сега сме некако како дома, знаете, стануваме се бајле и двете деца прашуваат какво е загадувањето надвор? Колку е мој воздух? Да, нели колку е? Апликации на телефоните. Така, значи колку е зелено е, може без маска, со маска, значи тоа ние она стануваме се бајле само тоа први. Но ги доведуваме децата да мислат наместо на детска игра, да мислат на работи кои што не се нивна работа. Мислам, не треба на 3 години детето. Да, зелено или на црвено е прво прашање се бајле кога отвара на зелено или на црвено е денеска, малиот мене ме прашува, и поголемата може поише разбира, меѓутоа малото ми е на зелено или на црвено е денеска. Мерките. Искрено, јас колку што можевме, јас и сопругот како родители, ете, маски купивме, прочистувачи ставивме, нели, дома. Ние сме секој петок, значи дали било лето, зима, ние сме секој петок на планина во Маврово идеме. Ете, сва среќа имаме, нели можеме да отидеме можности. Секој викенд сме таму. Колку толку, меѓутоа нели не се само ете што викате, дајте да направиме нешто за другиве деца, за сите деца. Така. Јас еве дури слушнав дека некои родители не сакаат да се остават во ситуација да чекаат дали школите, институциите и општините ќе набават, туку сами се организираат да се соберат пари да се купи за во оделение, што исто не е во ред, затоа што тоа е училиште, тоа треба Се купуваме за нашите деца во градинки. Значи, не сакам сега друга тема да навлагаме, ама ние купуваме тоалетни харти, салфетки и други работи. Сега да се забавиме само со аерозагадувањето. Ете, моите деца за среќа сега немаат последици, они се во развој. Едното ми е 1 годинка, другото ми е 3 годинки. Дај Боже да се здрави. Да, и сум уплашени и сакам да апелирам до родителите да не чекаат симптоми кај нивните деца и тие симптоми не се видливи со голо око, да не чекаме да дојдеме детето да стигне до астма или да кашля или да се гуши. Значи не гледаме. Ти во кубиеце, како што рече Ребека.
Аерозагадувањето е тива кубец. Знаете што, јас мислам дека нема мајкеве вака со мајка кој што сега овој период не кажува моето дете цело зима кашла, ностоп кашла. Ништо не ми е, ностоп се болни или ностоп се кашла. Она на лекар се оди, се носи нели се проверуваат крвни слики, се взимаат брисеви, све е во ред, а детето кашла трауми за децата, и кашла. ги убивме од носење по лекари, по и плюс терапии на целото аерозагадување за состојбите, значи дополнително лекарства и се, за тотално се оштетени децата. Лекарите ги даваат, више не знаат кашла. Нема на мирна крвна слика, мирно тер. Ама кашла детето више не знаете што да направите, вие сте немак, не мислам како лекари. Се правите испитување и се вртиме во круг. И тоа трае уназад не знам колку години. Доктор Мимија, овие инхалации што ги прават, дали би олесниле на дечињата, барем требали да се прави или нема врска тоа со ова? Па знаете како може би во моментот нешто ќе олесни краткотрајно, тоа апсолутно не е решение. Решение е дефинитивно чист воздух надвор. Тоа што е надвор ќе го имаме и внатре, бидејќи со секој отварање на вратата го внесуваме и внатре, покрај другото загадување кое што го имаме внатре во нашите домови. И знаете како не знам што да кажам, значи нема некоја мерка која што можеме да кажеме, како што рече и професорот, сега ова ќе помогне. Многу ми е драго денес во една средба со градоначалникот на аеродром Марин, Владко Марин, вети дека ќе обезбеди, тоа е еден од градоначалниците кој вети дека ќе обезбеди прочистувачи за сите градинки и училишта во општината Аеродром. Се надевам дека тоа малку од малку ќе помогне во овие, да речам, краткорочни мерки. Понатаму како ќе оди не знам. Добро би било ваков слух и ваков разговор како што го има можеби со овој градоначалник Марин, да го имаме со сите градоначалници. Во моментов сите средства и целата енергија на градоначалниците кои што ние ги избравме, треба да бидат насочени тамо. Ништо не е важно повеќе во моментов. Ова е спас за живот. Спас на живот на децата и на населението во Скопје и во Македонија. Така, парите од буџетот се пари на граѓаните. Јас верувам дека доколку денеска се направи референдум и се прашаат граѓаните зашто сакаат да се потрошат нивните пари, дека приоритетот на сите ќе биде здравје и живот, нели? Апсолутно. Добро, туку и бизнес заедницата може да помогне, приватните компании има некои донации кои што се ветува. Наместо да ги зголемат цените на значи промотори на тие донации повторно треба да бидат политичарите, значи едноставно да се екипира целиот тој училишен систем, бидејќи образованието ќе трпи ако децата отсуствуваат. Да им се обезбедат оптимални услови за настава. Меѓутоа, без да се со тоа покријат обврските кон овие сериозни мерки, кои што мерки се презимат во секој сектор. Кога зборуваме за ефектите врз здравје овде, ова не е проблем на Министерството за здравство. Ова е проблем на сите сектори, бидејќи секаде таму се создава аерозагадувањето и плюс очигледно има простор за Министерство за образование, каде што во едукацијата на децата и подигнувањето на свеста треба да се ова скопска популација или популација во нашите градови уште од најмали нозе иначе ние сме правиле студии кај децата во основно училиште па и во средно низ цела Македонија, тие не знаат, немаат свој став према еколошките проблеми. Тоа беше пред неколку години. И да им кажете кои се најголемите еколошки проблеми во вашиот потполно погрешни. Драга, немој да ме сватите погрешно, меѓутоа еве малце вака како куриозитет, јас сум видела повеќе деца кои што се свесни за зачување животната средина од возрастни. Не, за возраст више не зборувам, без прашање голема одговорност имаат. Меѓутоа, овие деца значи не сме ги доволно едуцирале да уште повеќе ги притиснат возрастните. Дури имаше едно прашање ако бидете премиер, што би превземале, повторно имавме конфузни одговори, споредувајќи со нивните врсници во други земји кај што еколошкиот проблем е далеку помал. Према тоа тука има исто простори во Министерството за образование, за едукација да се работи со децата, бидејќи очигледно на возрастните не им доаѓа памет, некој мора малку и да ги притисне и од името на децата, бар кои ќе почнат да бидат поголеми. Така да мене ми се надеж пак децата, додека ние конфузно уште расправаме, дебатираме за нешто, просто ми е веќе не знам како да повторно да кажувам истите работи. Мора да почне веќе да се тие мерки отчетно спроведуваат,
ова е едно идеално семејство, кој што кажа, ако имате пречистувач, ако имате маскиуш, ако имате комаврово, фантастични, и уште ако кажете дека не одите само еден човек во возило, е типично како граѓаните Со едно возило идеме, значи сите. баш не, да. Значи, ете пример што можат граѓаните да направат. Па да видиме сега власта, останала на власта да почне да се покажува во сите сегменти. Не можеме сите, мислам, Да. не сме толку идеални семејства. Да. Велам, Да. плюс минус, ама у секој случај да бидеме свесни дека и ние имаме некоја своја улога, не е само Да, еве, воздухот. например, јас работам и Да. сабота и недела, значи има професии кои што работат и во текот на сабота недела, не Да, ама може треба да им украдат понудите викенд. јавен транспорт. Така да секој има оправдување зашто користи возило. Државата не понудила ништо алтернативно. Така да тука е само ствар на Една работа. Не е со години обновен да се не. разбере Да, што беше стари донесено. автобуси. и по квалитет и по Апсолутно. инфраструктура за да може сите луѓе да дојдат на одредено. Ние можеме и трамваи и троле за во време цело да направиме, мислам, Да, покрај другото. Не. Прво немаме квалитетен јавен транспорт. Не. Да, просто и да го немаме, да речем. Јас мислам не. искрено да зборуваме. Понатаму каде се велопатеките, значи каде е велосипедот во овој период. И ќе излеземе надвор, кој воздух ќе го дишаме? Доктор Мими, во минатата емисија, извини што те прекинувам, рекоа дека трчање на овој воздух и возење велосипед е рамно на самоубиство. На самоубиство? Да. На самоубиство. Мојот сопруг вози постојано по 25 км на ден, на работа оди со точак и се враќа. Мора маска. Постојано е со маска, ето постојано се смени со смена на филтрите. Меѓутоа не е тоа решение, знаете, мислам, како да речам, немаме ни велосипедски добри патеки. Немаме воздух. Каде ќе одиме сега? Каде ќе излеземе сите заедно како една фамилија од Скандинавија или не знам од каде, да возиме точак се баре, ајде сега пријатно, И деца. има и убав Да. ден, ти ќе одиш во училиште, ама ние со маските ќе тргнеме. За разлика од шеѓаните, каде што учат од мали ноза, половина од материјата која што учат, ја учат за екологијата. Да. Децата. Ете тоа е работа. Што да им кажеме за екологија, Ама ова за една треба да работа го- мора да бидеме едногласни. Кога беа локалните избори, сите политички партии високо на агендата ја ставија здравата животна средина во нивните предизборни програми. Сега, ние како граѓански активисти за чист воздух мора, значи, да ја држиме таа тензија да оваа проблематика Да ги биде потсетуваме на постојано. топ 1 цело време и они прифаќаат дека е проблем. Но сега ние треба да бидеме тие што ќе вршиме притисок Да понудат што решение. не, имаате решение, има и мерки. Има и луѓе кои Има и што луѓе, знаат има и решение. капацитети, ги знаат решението. Проблемот е што има временски и финансиски консеквенции. Треба И да се социјални, и и социјални, точно. И сега ние фактички со овака група на граѓански активисти кои се свесни за последиците по нивното здравје, дека децата имаат право на чист воздух, мора да вршиме постојано притисок, да ги држиме во тензија, би рекло, во добра кондиција, за да они испорачуваат конкретни резултати. Тоа е нашата улога. А лекарите, педиатрите, докторите и така натаму, се тие кои постојано ќе кажуваат кои последици децата ги трпат во нивниот развој и така, мислам, во едно содружништво можеме да направиме општествена голема промена, се разбира со медиумска поддршка од сите медиуми, независно Така, сите. Ова е должност на медиуми. сите, Значи, така. мене лично ако ме повикаат утре на 24 вести и на топ тема На и сите на било која телевизии, на идеме, сите. каде ни остапуваат простор, таму Треба да одиме се затоа користи, што така. медиумскиот простор ни е главна алатка за да извршиме политички притисок, се разбира, за тоа треба и граѓанство. Така. Се враќаме во студиото, при самиот крај сме на емисијата, веќе замолче да размислувате за градските власти повика граѓаните да им дадат предлоги, идеи или како да се речи овој проблем. Ајде јас себе да речам така да завршиме некако емисијата со една порака што сега и што утре, меѓутоа се враќаме во студиото веднаш по последниот блок. На самиот крај од емисијата сме, би сакала да ја завршиме со по една мокња и кратка реченица, нели еве така да речам. Едно што можам да заклучам е дека навистина голема благодарност што одвоивте време да бидете. Се уште многу коректно упатуваме пораки до власта, иако низ годините наназад власта не била коректна со нас, оваа или она, односно не оставиле да дојдеме на ова дереđе на кое што сме сега. Зборувавме секоја ви чест за отпорот, секоја ви чест за начинот на кој што тоа го правите. Како рековме, можеби ќе да не се доведеме да дојдеме до дереđе да треба нешто порадикално да се прави. Ајде по една реченица, еве како сакате, поведете доктор. Па добро, почнавме вака меѓу рекламиве да зборуваме за тие нови идеи, нели?
со право е малку на некој начин исмејана таа иницијатива. Значи нема нови идеи, мерките се познати, не може топла вода сега да се измисли. Тие треба да се спроведуваат. И прилично е волонтаристички и наивно да се вика граѓаните дајте нови идеи. Тоа се резултат на струки. Сите овие намалувања на сем овој револт граѓански кој што може преку ноќ да се создаде, тоа е во ред. Ама мерките не можат по некаков инстинкт и со некакви не знам какви идеи земени од некаде. Овој тукашен локалитет го знаеме и еколошки и по однос на мајндсет на луѓето и тие мерки се веќе дизајнирани за нашите услови. Само некој треба да ги превземе. Така да нема нови идеи, некои големи, реков дека евентуално можеби во природниот феномен ако некој помогне да маглата можеби се намали, све друго е веќе познато, ставено на хартија, категоризирано по адреса, по рокови, некаде дури и цени, само некој треба да има три чисти и да почне да ги превзима, да не го сваќа овој проблем лично, дека напад револтот кон аерозагадување е личен револт, него да даде пример дека ќе почне да спроведува мерки што можеби претходно некој не ги спроведувал, без да очекува кога ќе бидат тие мерки. Еднаш мора да се почне. Ниту да се повикува да претходникот, ниту да остава на Не, значи еднаш мора да се почне, тоа веќе мислам од сите страни притискаат за тоа. Ова што кажа, веќе кажав за маските, она што е, ако тоа треба, оној кој што има можности да технологијата ја испита, да види честичките да бидат сопрени, HEPA филтрите да бидат исто така поиздржливи, оние за натрешните пречистувачи а оние кои што тоа немаат таква можност да им се помогне повторно со парите на граѓаните, било на централно или на локално ниво. Тоа е нешто што овој момент мораме да го направиме. Мислам дека апсолутно ги поддржувам овие иницијативи. Мене ми е жал што тоа не може долго да трае. Ја би ги училиштата се преселил во Маврово, али е некаков знак адресиран до оние, а тоа се на повеќе ниво кои што треба да почнат со мерките. Дека не го решите проблемот, да. Па се вака, јас како нели поддржувач на иницијативата Бојкотираме настава во среда, уште еднаш ќе ги повикам сите родители, нели не само мајки, да поддржат иницијативата, значи како еден револт. Не очекуваме дека одма нели веднаш ќе ни дадат конкретни, ќе се реши проблемот, меѓутоа можеби еве оваа наша иницијатива па придонела еве како што кажа докторка Мими, градоначалникот во општина Аеродром, рекол дека ќе набават нели прочистувачи во училиштата. Значи секоја иницијатива е добро дојдена. Само би порачала нели во што поголем број, да не се плашат родителите, нели од она неоправдани можеби. Единствена квалификација која човек може да ви ја даде вам е родител. Така. Ништо повеќе. Сепак тука се вашите деца во прашање, нема родител што им мисли лошо на децата и дека би ги ставал во ситуација политичка ваква или онака. Така, искрено јас и не се плашам за тоа што на пример ако што моите деца во среда нема да идат во училиште дека ќе добијат неоправдани. Значи 7 неоправдани или колку и да се отека, пораката важна. Така, да, пораката важно е да се пренесе. Така, залогот е здравието на децата. Така да излезете во среда, значи што помасовно во смисла не ги пуштете децата во училиште, барем еден ден нели да покажеме, па понатаму ќе видиме нели како ќе се одвиваат работите. Так. Се надевам дека градоначалникот, пошто јас сум жител на општина Аеродром, дека ќе го реализира тоа што го ветил со прочистувачите во училиштата. Тамара, дали после ова еве нема додат децата на училиште, меѓутоа дали гневот на мајките ќе оди до таму, јас мислам дека бога ми да се вие да се соберете пред започна. Мислам сега само започна и се надевам дека ќе ако има потреба тоа ќе биде порадикално. Значи не смееме сега да сопреме. Јас исто како Билјана ги повикувам сите родители. Значи оставивме доволно време од некоја недела до 10 дена да се организира, да не биде тоа нема кој да ни ги чува децата или оправдани, неоправдани, мислам ова е за здравието на нашите деца. И тука нема што друго да додадам. И исто така очекувам значи еднаш и конечно да се излезе во јавноста со долгорочен план за решавање на аерозагадувањето. Ги изгласавме, значи, токму затоа што тие беа првите, како што кажа, што маршираа, значи, со нас за чист воздух. И доколку се смени власта, секој нареден да продолжи, значи, со таа работа. Не знам што да додадам, има многу идеи, има, значи, луѓе кои што тоа им е работа, не ние како граѓани додеме кај градоначалникот и да му кажуваме што ние мислиме дека треба да направи, тоа веќе се знае. И има експерти, има живот на Министерство за животна средина,
И сега не знам како се тоа стручно таму се нарекува. Исто така доколку сите градоначалници прифатат, значи да ги набават училниците, просториите во училиштата со прочистувачи за воздух, значи тоа стварно да го направат експерти, да не излезе дека и тоа се профитира, бидејќи сите Дека се купуваат ионизатори што глумат има прочистувачи. ионизатори што се штетни, значи Да. тоа треба убаво да се разгледа таа опција. И не само да завршиме на тоа, еве ви, тоа мајки си баравте, децата внатре ви дишат чист воздух, тоа нас не нас задоволува. Бога ми ќе проверувате вие дали е Немаме све тоа, квалитетен внатрешен воздух додека имаме загаден, токсичен надворешен. И тоа треба да се знае. Значи, Доктор Мими, една реченица ви кратко. кажам. Да, она беше една порака Скопје зелен град, ми се свигаше таа идеја. Многу беше ете така, мислам. Кампања. Да, кампања Да. беше преубава, не популистички и така. Сакам друго да кажам, ние знаеме што беше, тоа го казнивме, не знаеме што ќе биде. Би ги замолила сите во здравје и живот на деца и на народ да не гледаат и да не бараат политика. Тука со политиката расчистуваме за секогаш. Кој така мисли, веројатно ризикува да губи на долги стази. Така. Од мене Драги, толку. повели. Нема отстапки во оваа борба. Сакам да кажам дека секој од нас има лична одговорност спрема позицијата во која се наоѓа, моќта, влијанието на било кое ниво. Значи, како граѓанин не мора да биде некој експерт и стручњак, може да биде активист, па да се придружува или да инициира промени. Значи, секој од нас има лична одговорност за здравјето на децата и за последиците кои ги трпат децата од токсичниот воздух во најзагадените градови во И никој не може да се Европа. амнестира, никој од нас што денеска нема да амнестирање направи. од одговорност. Нема. И затоа, како што кажа Мими, тогаш ќе испорачаме казна и таа ќе дојде ако не се изменат нештата брзо. Нема ништо поважно од здравјето и нема ништо поважно од децата и добробитта на нашите деца, со тоа ќе се согласиме, така да сите сме одговорни за оние што ни седат дома и што чекаат од нас да им обезбедиме оно што треба да им обезбедиме, што им следува. Благодарам многу на сите што бевте дел од ова отворена студија. Кратко е времето да се зборува за све, но јас себе можам да ветам дека телевизија Нова барем сериозно рече дека нема да отстапи без разлика дали ќе застане утре загадувањето и дека во серијалки ги правиме овие емисии. Се надевам дека ќе не бидете на располагање во некој од наредните емисии. Се со цел да притиснеме, како што рече господин Драги, конечно сериозно да се свати ова работа и да го видиме тој план. Па ајде, па после ќе судиме дали бил или не бил. Ви благодарам многу и благодарам и на вас, драги гледачи, што бевте овие час и половина со телевизија Нова. Останете на оваа фреквенција.